Различни луѓе веруваат во различни работи, но скоро сите луѓе веруваат во нешто. Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Јас сум Жаклина, тренер за личен раст и развој, а вие сте во новото видео со нова тема, а темата на денешното видео ќе бидат верувањата или уверувањата. И како секогаш ќе ги разгледаме од повеќе различни агли, односно оваа тема отвара многу подтеми на кои може да се разговара и ние ќе поразговараме за тоа онолку колку што имаме можност во едно или две видеа од по 15 на минути. Различни луѓе веруваат во различни работи зависно од тоа какви верувања стекнале уште од најраната возраст, меѓутоа и кои верувања или уверувања понатаму низ животот им помогнале во одредени ситуации кога биле соочени со одредени предизвици или во некои животни периоди со кои не умееле толку лесно да се носат. Како животот тече, како условите се менуваат, предизвиците се различни, понекогаш тие наши верувања може да не ни служат и со текот на времето да се менуваат, може и да се откажеме од некој од нив, односно да се стекнеме со некои нови кои ќе ни служат во одредени нови ситуации. Нашите верувања најчесто се тука за да ни помагаат и да ни го олеснат животот, меѓутоа на различни начини многу пати во животот можат да ни представуваат и проблем, да не држат во место, да не блокираат, да не заглавуваат или пак да не доведуваат во ситуации да бидеме во конфликти со луѓе кои што имаат различни верувања. Моето искуство покажало дека е залудно потрошено време да се обидуваме да уверуваме некого во нешто во што не верува, затоа што и не е логично да принудуваме некој да се откаже од своите верувања или уверувања за да ги прифати нашите. Луѓето најчесто се откажуваат од своите уверувања или од нештата во кои веруваат, дури тогаш кога животот или искуството ќе им покаже дека има потреба да ги променат тие верувања, дека веќе не им служат, ќе почнат да им представуваат некаков предизвик или проблем или ќе ги блокираат во понатамошниот развој или постигнување на одредени цели. Но се до тогаш, луѓето ќе се држат цврсто за своите уверувања и тоа најчесто за оние уверувања кои што ги стекнале во раното детство, раната младост и како и се друго знаеме дека доаѓа од детството, од домот, дел од тие верувања и уверувања сме ги презеле од нашите родители, дел сме ги научиле низ животот од околината, од блиските луѓе, а потоа дури од различни ситуации во кои сме се нашле или пак сме ги провериле доколку во одредени работи сме се сомневале или практично искуствено сме стекнале нови уверувања за кои понатаму се држиме независно дали се тие адекватни на верувањата на нашите родители, роднини, пријатели. И токму затоа, за да не доаѓаме во различни конфликтни ситуации, да се потсетиме дека луѓето имаат право да веруваат според својот личен избор. Луѓето имаат право да изберат во што ќе веруваат, имаат право да се држат за своите верувања, дури и кога нас тие верувања ни се далечни, не ни се јасни, не ни се разбирливи, понекогаш и не се согласуваме со нив. Затоа што и нашите верувања и нив не им се јасни, не им се адекватни, не им се разбирливи, и тоа воопшто не е ни важно. Важно е тоа да ги почитуваме нивните верувања, исто како и тие нашите, и да можеме да комуницираме доколку нели сакаме подобро да го разбереме другиот и да се обидеме да разбереме зошто, како, од каде доаѓаат, што му значат, но се разбира дека ако не сакаме да го правиме тоа или ако другата страна не сака да го прави тоа, не е принудена и понекогаш едноставно можеме со луѓето да комуницираме и за оние работи кои ни се заеднички, а оние кои што не ги разбираме само да ги прифатиме дека така е како што е, дека тие веруваат во тоа што веруваат, ние не можеме да разбереме, меѓутоа тоа не мора да представува некој проблем, односно не мора да создава конфликти меѓу нас. Сепак на крајот на крештата тоа е избор и на двете страни кои се вклучени во одредена комуникација или одреден однос. Немаме право да судиме и да осудуваме, а во никој случај
кога тоа не го разбираме и кога може би ни изгледа нејасно, може би ни изгледа страшно, може би едноставно не се поклопува со нашите ставови, но како и да е, немаме право да судиме. Да се подсетиме на она првото. Секој има право да избере во што ќе верува. Се разбира дека може да ни се допаѓаат или не, може да имаме комуникација и да стапуваме во различни односи со луѓе кои имаат различни верувања од нашите или воопшто да не комуницираме и да не сакаме да влеземе во односи. Тоа е веќе наш избор. Меѓутоа, да ги осудуваме, критикуваме за нивните верувања само затоа што ние не ги разбираме, не е човечки. Особено е незрело тоа да се обидуваме да ги увериме во она што е наше, додека ние не можеме да ги разбереме или да ги почитуваме само поради тоа што тие имаат различни верувања или уверувања. Тука сакам да споменам што може да ни го олесни животот како генерални верувања, кои што се разбира се некои мои ставови со кои вие може да се согласите или не. Јас мислам дека е најбитно да се верува во себе си, во своите можности, во своите способности, во себе си како личност која што се труди да биде подобар човек, да ги совладува работите, да ги прави подобро од тоа што знае и уме, да биде во некој постојан развој и да прави добри работи за себе и за другите, се разбира оноку колку што може. Затоа што и тогаш кога не е така, и тогаш кога ќе погрешиме, и тогаш кога нема константно да бидеме добри или услужливи или присутни за другите или нема да можеме секогаш да направиме нешто што сме планирали или нема тоа да ни излезе доволно успешно, многу често можеме да изгубиме таа верба во себе. Меѓутоа, многу е битно да веруваме во себе, особено во ситуации во кои што ќе се чувствуваме слаби и неуспешни. И токму тогаш треба да се подсетиме на сите оние ситуации, на сите работи кои што сме ги направиле, постигнале во животот. А тоа ќе ни помогне полесно да ги поминеме таквите периоди и да не ја изгубиме вербата во себе си, во своите потенцијали, во своите капацитети. Ако чувствуваме дека се некако ослабени, да направиме се што можеме, да ги зајакнеме, да се одмориме, да се едуцираме, да се развиваме, да побараме помош и така натаму. Меѓутоа, во никој случај да не престанеме да веруваме во себе си. А за тоа може да ни помогне нели и подсетувањето дека е човечки да се биде слаб, да се прават грешки, да не се успее секогаш, но сето тоа не е причина да изгубиме вербата во себе си. Друго на што сакам да го ставам акцентот, тоа е вербата во другите луѓе. Се разбира дека овде не мислам за слепа верба, за слепо верување во сите луѓе, дека сите луѓе се добри, прекрасни, секогаш ќе бидат тука за нас, сите ќе имаат најдобри намери. Не. Мислам за доверба и верба во оние луѓе кои што ние ќе избереме да им веруваме, во нашите блиски луѓе, во луѓето за кои ние сме заклучиле дека се адекватни на нашиот карактер, темперамент, со кој сакаме да поминуваме време, да споделуваме работи, доколку тие луѓе не ги исполнат секогаш нашите очекувања, не се секогаш доволно силни, не се секогаш доволно успешни, не одговорат секогаш на она што ние го имаме можеби како потреба, да не се откажуваме и да не ја губиме таа базична доверба во човечкото, во луѓето, во добрината, во тоа дека постојат многу луѓе кои што ни мислат добро, кои што ни посакуваат добро, кои што може да ни помогнат, да не поддржат, се разбира и ние исто нив, дека постојат луѓе кои што шират и љубов, и топлина, и разбирање, и тоа не значи да заборавиме дека во реалноста го има и она другото, ќе се случуваат и други различни ситуации и некои односи од кои ќе се разочараме и ние понекогаш нема да бидеме на тоа ниво за да одговориме на очекувањата и барањата кои што и сами себе си ги поставуваме за тоа како треба да изгледа еден добар човек кој што се грижи за себе, за другите, помага, има капацитет да се носи со животот и така натаму. Значи, да веруваме и во другите, во оние блиските, во пријателите, во луѓето кои се околу нас, со кои воспоставуваме односи, да не бидеме критични, да не судиме и да не се откажуваме, затоа што понекогаш едноставно нема да биде онака како што ние сме очекували, како што сме замислиле, понекогаш ќе поминуваат низ различни периоди, ќе се оддалечиме, тие луѓе ќе се заминат, меѓутоа тоа не значи
дека тоа што некогаш било меѓу нас не било вистинско и дека во одреден период тие луѓе не ги задоволувале нашите потреби и барања и едноставно треба да бидеме благодарни за тоа и да не ја губиме вербата во луѓето и во човечкото, во човекот и во добрината. Доколку генерално имаме став дека сите луѓе се лоши, дека нема веќе добри луѓе, дека никој не ми помага, дека никој не ме разбира, дека тешко можам да најдам и задржан пријател или партнери ни животот, тој е показател дека нешто во нас повикува на помош, нешто во нас повикува дека треба да биде сработено, односно дека некои наши верувања и уверувања кои што може би се резултат од реални случувања во минатиот живот, во младоста, во детството и би требало да поработиме за тоа да го промениме, затоа што не можеме да живееме без да веруваме во одреден број на луѓе. Се разбира дека ни животот ќе научиме што бараме ние фактички од луѓето, какви луѓе ни се потребни, со какви луѓе сакаме да бидеме, кои луѓе за што ни одговараат, кои улоги ќе ни ги играат и ние во нивниот живот, какви сакаме да бидат нашите односи, кои се нашите заеднички цели, како да се развиваат тие односи и пријателства, меѓутоа и дел од тие луѓе ќе одат, ќе дојдат нови луѓе, тоа не значи, како што кажав, да ја губиме довербата генерално во луѓето. Постојат добри луѓе, постои човечност и би било добро да работиме на тоа, се повеќе и повеќе да го развиваме, а не само, нели, да коментираме разочарано дека нема луѓе, нема ништо, не остана, нема добри луѓе, нема човечност, секој гледа да ти направи ова или она, затоа што на крајот на краиштата во секој, во сите спаѓаме и ние, и нашите најблиски. Па тогаш да тргнеме од себе, да ја вежбаме и развиваме добрината и човечноста секогаш кога имаме можност за тоа. Потоа, верувањето во нешто што е поголемо од нас, независно како и да го именуваме тоа, ние може по различни учења и филозофии да се чувствуваме себе си како дел од големото цело, да се чувствуваме како боженствена природа, да веруваме во нашите надчовечки моќи, капацитети и потенцијали што ги имаме. Меѓутоа, дел од нашата човечност е и таа понизност пред големите работи, кои што може би немаме секогаш капацитет до крај да ги разбереме. Некои тоа ќе го наречат Бог, некој универзум, некој судбина. Различни луѓе веруваат во различни работи и тоа е апсолутно во ред. Имаме различни верувања, имаме различни филозофии, различни учења и сите тие се добри доколку им служат на луѓето кои веруваат во нив и доколку луѓето ги учат да бидат подобри, да прават добри дела, да се грижат за себе си, за другиот, за природата, за се што е живо на овој свет. Ако тоа им служи, ако тоа ги прави подобри луѓе, помага во нивниот раст и развој или помага да ги издржат тешките ситуации, да се носат со своите предизвици, тоа пак ќе биде поврзано со она претходно што го кажав. Вербата во нешто што е поголемо од нас, да ја јача и вербата во нас како човечки суштества и вербата во другите луѓе околу, затоа што ако веруваме генерално во добрина, во поддршка, во љубов, во тие некои есенцијални работи кои го одржуваат светот да постои сите овие години, тогаш ќе веруваме повеќе и во човекот, односно во себе, и ќе се чувствуваме многу поконектирани, многу поврзани и нема да се чувствуваме сами и мали и безвредни. Имаме влијание во тој еден синџир кој што го сочинува ова наше човештво, овој условно реален свет од кој ние сме дел, ова физичка стварност на која сите заедно припаѓаме и влијаеме едни на други во рамките на тоа нешто што е поголемо од нас. Овие наши верувања и уверувања не формираат од мали, благодарение, како што реков, на нашите родители, на средината во која што припаѓаме, на искуствата кои што ги стекнуваме во животот. Потоа не водат ни животот, ни се наоѓаат во некои ситуации кои што ќе ни представуваат предизвик, меѓутоа исто така можат и да се менуваат. Значи, сите тие верувања кои низ текот на животот се натрупале, стануваат уверувања, стануваат наши или ние сме убедени дека се тие наши, иако многу од нив сме ги собрале од други луѓе, меѓутоа можеме да ги менуваме
тогаш кога веќе нема да ни служат. Но за тоа повеќе ќе зборувам во другото видео, а сега ве оставам со вашите верувања и уверувања, со оние кои ви служат, или ве мотивирам да размислите дали сите ваши верувања и уверувања се уште ни служат или е време некој да ги менуваш. Ви посакувам се најубаво. Погледнете ги моите постари видеа, ставете лайк доколку ви се допаѓа видеото или споделете го ако мислите дека некому може да му послужи. Претплатете се на каналот, односно стиснете на звончето или направете subscribe и се гледаме многу наскоро со продолжение на оваа тема, односно ќе се обидам да ги разгледам и другите подтеми кои што се поврзани со темите верувања или уверувања. Се најубаво!